Пред стартот на жетвата, оризарите оптимисти годинава оризот вртел на Арно. Мислам дека оваа година е добар род има и малку со прскањето некако водите ги неколку сме направија и остана малку просо, а иначе онака као квалитетен ориз има. Добар ориз има. Сепак богатиот род што се очекува не е секогаш предуслов за добра земјоделска година. Произведеното малку вреди ако не се продаде, а изминативе неколку години токму откупот е најголемата земјоделска мак. Па го продава, ама со маки, слабо го зимат нешто. Нема трговци и така. А онаму каде што е откупот дискутабилен, најмногу страда цената, па вреднувањето на трудот и квалитетот на земјоделците се намалува. Лани оризот се продаваше по 50 денари за килограм, годинава има најави и за помалку. Ова секако не ги грее земјоделците кои со ланската цена не поминаа добро. Со 50 динара не се останува на цената. Скапи препарати, комбај 1000 динара плаќаме, водна заедница 800, там и 60, колку е сега числа. Тука некаде. И препаратите не чинат, ѓубрето не чине за ништо. Од 1 евро не би требало да биде помалку. 1 евро одговара, иначе онака ако е помалку, цената многу големи трошкови има и нема многу печалба. Цената велат не ги покривала ниту трошоците, а камоли маката. Мачеме се, избиеме натамнамо, молеме се, даеме го, па чекаме по 2-3 месеца за пари. Ако нема па рече па 2-3 месеца, што да речеме? Инаку годинава во Штирско, Кочанско, Виничко и Чешиново Облешево ке се жнее на околу 4500 хектари. Се очекуваат приноси од 700 до 800 килограми арпа од хектар.